Драги сограѓани, Ѓорче Петров се гуши. Ги рушиме сите рекорди на загаденост, а ја добиваме и најголемата дива депонија во Скопје. Градоначалникот на Умовски, наместо да ја расчисти, директно помага во создавањето и ширењето на депонијата. Граѓаните на Ѓорче Петров подолго време апелираат и молат да се преземат мерки за расчистување на депонијата. Веќе се одржаа 2 протеста, а сепак на Умовски останува глув на нивните барања. На 7 декември Александар Наумовски, во обид да се извади за својата неспособност, издаде соопштение во кое директно ги обвини граѓаните дека тие се главни виновници за настанувањето на таа депонија. Денес пред јавноста ќе презентираме видеодоказ кој ќе биде доставен до медиумите, во кој се гледа товарно возило марка Мерцедес како влегува на депонијата и таму го фрла отпадот. Возилото е со регистарски таблички СК 430 СХ во собственост на општина Ѓорче Петров. Тоа исто возило го видовте пред малку, бевте сведоци како помина поред оваа општина. Нема ништо од споменатиот чувар, ниту од наведените санкции. Рампата се крева, а отпадот нелегално се фрла. Лицемерниот Наумовски се обиде да ја изманипулира и обвини јавноста, а во оваа видеоснимка директно се гледа дека по негова насока и дозвола се полни оваа депонија, поради која е загадена цела населба, цела општина Ѓорче Петров. Нема поголем апсурд и лицемерие од тоа да дадеш слободен ден на администрацијата да го чисти ѓубрето, а останатите 364 дена ти да ја трупаш депонијата која представува канцер на нашата општина. Оваа видеоснимка е директен доказ дека Александар Наумовски лаже. Се прашуваме, дали овој човек, кој неколку пати е фатен во своите лаги, ќе има барем малку доблест и ќе поднесе оставка? Има ли вистина во тврдењата дека одредени компании, блиски до власта, плаќаат во наводници под рака за да можат да го одлагаат отпадот во депонијата во Ново село? Наместо да им се заканува на граѓаните со санкции, треба добро да размисли за своите постапки, бидејќи тој ќе биде санкциониран за сите лаги и криминали што ги има сторено, веднаш откако ќе завладее правдата во Република Македонија. Благодарам.